Сега ќе погледнеме како се добива аналитичка картица од финансово работење. Во делот за финансово одиме на опцијата аналитика и програмот не прашува за избор на конто. Со притискање на копчето Space, поблиску се лоцираме попрецизно, например, на конто стотка, уште попрецизно се позиционираме на конто 1000. Со притисок на копчето Enter ќе добиеме аналитичка картица на екран. Значи, кои можности во овој момент ни стојат на располагање. Значи, освен изборот, позицијата на саканото конто, можеме тоа да го направиме изборот да го изведеме со Enter за денарска картица, значи овие се битни моменти при избор на конто. Можеме да одбереме чисто девизна со F5, значи ќе се однесува на контото што сме се позиционирале, меѓутоа ќе биде чисто во девизи, или комбинирана денарско девизна со две колони, и во денари и во девизи, со независни салда, денарски и девизни салда. Одовде може да избереме и IOS за целото конто, значи извод на отворени ставки. Можеме да ги одбереме IOS-ите на неаналитички и аналитички конта. Значи, доколку како во случајот сме позиционирани на конто 1000, ќе добиеме листа на сите документи кои групирани по број на документ кои се искнижени на конто 1000. Ова поретко се користи. Исто така се однесува и за девизен IOS. Меѓутоа, ако се позиционираме на некој аналитичко конто, например 120, односно 1200 или 2200, ќе добиеме еден групиран преглед на сите документи отворени и затворени, односно отворени, извод на отворени ставки, кои се однесуваат на конто 2200 независно од кој комитент или на кој комитент купувач или добавач му припаѓаат. Синтетичка картица може да се добие исто така за одредено конто, меѓутоа треба да бидеме позиционирани на синтетичко конто. Групен избор, значи можеме со F7 да зададеме ранг од конто до конто, например, и тип на сортирање за екранскиот приказ на картицата. Значи може да биде сортирана по број на налог и по датум на книжење. Дефолт е датум на книжење. Овде е една интересна опција која намерно ја прескокнав. Тоа е опцијата промена на период. Овдека се менуваат повеќе параметри. Значи, со активирање на ова копче имаме критериум за почетен и краен датум, доколку не сакаме картицата да ја добиеме целосно на екран. Услов за организациона единица, значи ги добиваме само оние податоци кои се однесуваат за шифрата на организационата единица што ќе наведеме овде, евентуално за продавница, за магазин, и префикс за самото конто, односно комитент. Значи, можеме да избереме само книжење кои се однесуваат на избраниот комитент. На тој начин можеме да добиеме и аналитичка картица, и спецификација, и IOS за одредена организациона единица или за одреден период. Значи, овие се најчесто користени параметри. Одиме понатамо. Со избор, со притискање на Enter или активирање на ова копче, добиваме екрански преглед на картицата. Картицата содржи број на налог, датум на налог, датум на книжење, содржина, односно број на фактура, број на калкулација или документ доколку се работи за автоматско книжење, износ за должи побарува, износи за салдо, значи како се менува картицата, ќе се вратиме малку, еве 100 денари, салдо е 100 денари, дополнително должи 200 денари, салдо имаме 300 денари, дополнителни 300 денари, салдо 600 и така натака. Имаме податок за забелешка, продавница, шифра и назив на комитент, реден број во налог за полесна локација, полесно лоцирање во налог доколку е потребно, датум на валута, ознака на валута, организациона единица и датум на документ. Од други можности имаме сортирање, например по документ, имаме печатење со активирање на опцијата Preview. Ќе ја зумираме малку картицата. Значи, со овој распоред на печатени информации, имаме навигација со F8 и F7 следна и претходна организациона единица, што би се однесувало за истите параметри за период и конто, меѓутоа листање по организациони единици, или со F5 и F4, доколку е аналитичко контото следен и претходен комитент. Исто така, може да добиеме и графикон, графички приказ, експорт во MS Office, опции во Excel и така натака. Значи, ова е основниот
принцип, основната постапка за добивање на аналитичка картица, тргнувајќи од одредено конто, со задавање на параметри за период и организациона единица и потребна акција, значи обична денарска, девизна, комбинирана картица денарско-девизна или извод на отворени ставки за одредено конто. Се разбира и со наведување на саканиот начин на сортирање.